Почитувани, сведоци сме на уште едно разочарување на патот кон Европската Унија. Македонија се соочува со нови предизвици и препреки. Во вчерашната објава на агенцијата Reuters, ноторно е дека Европската Унија не се согласува со гаранции за членство на земјите од Балканот во Унијата, повикувајќи се на интерен документ. За овие заклучоци има две работи кои се факти. И тоа: прво, можниот отпор за проширување од некои членки на Унијата е затоа што Република Македонија во изминативе години не напредува. И второ, Македонија не напредува затоа што со оваа влада тоа е невозможно. Во Република Македонија има висока перцепција за корупција. 111 место сме на ова поле. Реформи во правосудниот систем нема, владењето на правото е селективно и во корист на власта, а заедно со реформите во јавната администрација требаше да бидат приоритет согласно добиените извештаи. Реформите недостасуваат во секој сегмент: во економскиот, образовниот, здравствениот, социјалниот и локалниот. Владата на СДСМ со години манипулира со граѓаните за ова прашање. Добивме дури 4 датуми. Заев го ветуваше членството во Европската Унија, а завршивме како најкорумпирани во Европската Унија. Завршивме и како најсиромашни. А сега веќе од нив слушаме предупредувачки изјави. Министерката за одбрана Радмила Шекеринска, само неколку часа по објавувањето на отразнувачкиот текст на Reuters, рече дека Европската Унија станала многу тешка за менаџирање и дека евентуалното проширување со уште 5 или 6 земји би создало дополнителен хаос во европското семејство. Ништо подобра не беше ниту реакцијата на министерот за надворешни работи Бујар Османи, кој истакна дека пораката од Европската Унија не е добра, но дека нема ништо ново во неа. Почитувани граѓани, владата на СДСМ не ја кажуваше вистината за ова прашање години наназад. СДСМ ја штити својата власт со криминал наместо со владење на правото. За сето ова, ние како политичка партија предупредувавме целиот период наназад. Почитувани граѓани, ВМРО-ДПМН може да ги реши и најголемите проблеми, но со јасни дипломатски приоритети и активности, и ќе продолжиме да го развиваме евроинтеграцијскиот пат во согласност со меѓународните стандарди, но на принципиелна основа. Ви благодарам. Доколку има прашања, повелете. Да, согласно информациите, вчера председателот Мицкоски имаше средба со еврокомесарот Вархеј. Можам да кажам дека нистата таа средба ВМРО-ДПМН побара максимална поддршка за членство на Република Македонија во Европската Унија. Истакнавме дека со ваква влада Република Македонија не е подготвена за напредок. Тоа се информациите кои што во моментов ги имаме, дека председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски информираше за состојбите во Република Македонија и ја побара поддршката затоа што Македонија заслужува да биде членка на Европската Унија. Други прашања? Согласно информациите со кои што располагаме, законот се уште не е стигнат во собраниска процедура. И добро е да има јавна дебата за истото и да се слушнат сите засегнати страни. Но исто така морам да истакнам дека согласно она што го видовме на ЕНАР, образложението е дека со овие реформи власта сака да постигне деполитизација на јавната администрација, но морам да кажам дека треба добро да се погледне законот. Станува збор за политизација, а не за деполитизација. Доколку една ваква реформа за скратено работно време не значи ништо за деполитизација, деполитизација се стекнува со вреднување на вработените и со вработување по мерит систем, а не по партиска определба како што тоа го прави власта. Но уште еднаш ќе истакнам да почекаме да влезе законот во собраниска процедура и да слушнеме дебатата по истиот. Благодарам.